Сакаме да направиме конструкција во GeoGebra, со чија помош ќе се анализираат сите можни триаголници со основа од 4 cm и висина од 3 cm. Основата на триаголникот сакаме да лежи на x-координатната оска. Едно од темињата да биде во координатниот почеток, а висината на триаголникот да биде вертикална отсечка која што ќе можеме да движиме налево и надесно. Најпрво со латката нова точка означуваме точка во координатниот почеток. Со двоен клик на точката во површината за цртање и избирање на опцијата карактеристики, во јазичето основно и лентата име ја преименуваме точката во B. Кликнуваме на затвори. Да го означиме второто теме на триаголникот. Основата на триаголникот треба да лежи на x-координатната оска. Значи, второто теме треба да има y координата 0 и x координата 4, колку што изнесува и должината на основата. Во лентата внесуваме c е еднакво на b плюс 4,0 и притискаме на Enter. На површината за цртање ја добиваме втората точка, односно второто теме на триаголникот. Во алгебарскиот прозорец гледаме дека темето има координати 4 и 0. Сега да ја нацртаме висината на триаголникот. Со латката нова точка означуваме точка на x-координатната оска и ја именуваме со H. Тоа ќе биде нашата движечка точка. Со истовремено движење на точката H налево или надесно, и третото теме на триаголникот А треба да се движи налево и надесно соодветно. Значи, x координатата на точката А треба да биде иста со x координатата на точката H, а y координатата на точката А треба да биде 3, колку што е висината на триаголникот. Во лентата внесуваме А е еднакво на H плюс 0,3. На површината за цртање ја добиваме точката А, односно третото теме на триаголникот ABC. Во алгебарскиот прозорец гледаме дека x координатите на точката А и H се исти, а y координатата на точката А е 3, колку што е висината на триаголникот. Со движење на точката H налево и надесно, истовремено во ист правец се движи и точката А. Со алатката многоаголник го цртаме триаголникот А, Б, С, а со алатката отсечка меѓу две точки висината H. Ја именуваме висината H. Со двоен клик на основата на триаголникот, избирање на опцијата карактеристики, во јазичето боја ја именуваме бојата на основата А, а во јазичето изглед дебелината на линијата. Постапката ја повторуваме за страната Б, за страната С, и за висината H. Кликнуваме на затвори. Во лентата внесуваме формула за периметерот на триаголникот. L е еднакво на A плюс B плюс C и притискаме на Enter. Вредноста на периметерот ја добиваме во алгебарскиот прозорец. Го преименуваме триаголникот од многоаголник 1 во ABC. Со движење од точката H налево и надесно се добиваат сите триаголници со основа 4 cm и висина 3 cm. Плоштината на сите триаголници ќе биде иста заради неменување на должината на основата и висината, но сите триаголници ќе имаат различен периметер заради промена на должините на страните B и C.